Да, ве разбирам господине што говорите, но сепак сметам дека премногу конзервативен пристап дека ќе им се удари од глава на дел од надпреварите на фудбалските утакмици. Сигурно. Тие имаат многу опции за напад. Така. Воглавном тоа оди преку крилните играчи. Да не зборуваме нели за некои други опции кои што ги имаат. Тоа може да се види на чекајте господине, ви го нема вратот. Како мислиш би го нема вратот? А не знам, главата ви лебди. Режија, да, кај ми е вратот, режија. Ајде нови се од графика нови дечки имаме. Ева го, добро, окей, се извинувам, сад имаме нови дечки, продолжете сепак, да. Да, значи играат на ова првенство најчесто преку крилните играчи, што може да се види нели и на ова графика овде. На ова графика. Се извинувам, малку доснеме со графиката, нови се од дечките од графија. Режија, графиката ако може. Режија. Да. Се извинувам, продолжете без графика ако може. Да, значи без графика. Да. Тоа и го говорев. Ти имаат еден специфичен стил на игра, кој се карактеризира главно преку крилните играчи. Целта е нели еве сега се прикаже изгледа графиката. Да. Сега еве ги поставите. Добро, ова е сега македонскиот национален тим, не се полуфиналистите, ама добро, ќе се преправаме дека нели не е македонскиот тим, па да објасниме, значи целта е напаѓачот нивен да се исече, да не примаат нели топки нивните напаѓачи, а да се даде акцент на крилата. Што може да се види крилата. Не, Режија, не е овакви крила, не. Режија, не се овие крила, како да ви кажам, не се тие крила. А као демек крилца, извинете, да, нови се дечки од Режија, се извинувам, продолжите, сепак ако можете и без графика би било окей, нели? Па добро, сакав сепак нели графички да прикажам, ама изгледа тоа е. Вие сакавте графички, меѓутоа велам нови се дечките од графика, а и имаат многу работа, значи не знаат кај има главата од работа. Да, ама изгледа и вие не знаете кај ви е главата. Како не знам кај ми е главата? Одсечена ви. Режија, дај ме не си играјте.